Драги гледачи, добро вечер. Добро вечер. Започнува дневникот на македонската телевизија. Јас по 25 години се соочувам сега повторно со вас. Вие мислите не ве гледам, но јас знам дека сте вие таму зад камерата. Многу ми е драго што сум пак со вас. Многу ми е чест што ме поканија да го отворам овој дневник после толку многу отварања на многу дневници, многу студија и многу ова. Меѓутоа, ова е велелепно студио во кое навистина прекрасно да се работи. Колегата Благое. Добро вечер уште еднаш и од мене. Мислам дека нема подобар почеток. Подобар почеток отворањето на едно вакво велелепно студио во македонската телевизија. Прекрасно е, навистина. И еве еден преглед на настаните од една друга перспектива. Ете, ова е Црни врв. почетокот. Да, тука ме чешлат, видовте, нели? Те подготвувам. Почитувани гледачи, на Црни врв, не знам колку е висока таа планина, но таму беше предавателот и таму прв пат најавив дека од денеска започнува да работи македонската телевизија. Значи тоа беше Која година? Која година не знам, 64-та или 65-та, не сум сигурна. Меѓутоа, тоа се тие зборови што сега ги изговарам. Значи, тоа беа инсерти од почетокот на македонската телевизија. Да. Сега се наоѓаме во едно студио, прекрасно направено, нели? Момент, само морам да ви кажам дека од тогаш има еден куриозитет. Јас сите возможни програми на македонската телевизија јас ги почнував. Не од некоја причина, не знам што представувам тоа или ова, меѓутоа немавме кадрови. И ние тогаш сами се учевме и растевме со таа наша телевизија. Прва програма, први вести во хангар, втори вести студио поделено на разни сектори, трето студио со муви и така натаму, меѓутоа и програмите јас ги отварав. Имам чест, се совпадна и ова прекрасно студио по 25 години јас да го започнам, отворам. Еве уште еднаш да посакаме македонската радио телевизија да има уште вакви студија, технички да се издигне, да забавува, да информира и пред се да едуцира. Може ли уште два збора да кажем? Не. Добро вечер. Добро вечер. Морам да бидам искрен и да ви признаам дека чувствувам голема трема, исправен пред предизвикот да не сгрешам нешто во акцентот, дикцијата или не дај Боже во содржината кога стојам пред легендарната водителска двојка. Акцентот требаше. Почитувани, чест ми е да бидам овде со вас во ова студио и заедно да свртиме уште една нова страница во историјата на јавниот сервис. Еве, Горан, да ти посакаме успех, Драго. тебе, на твоите колеги, на целата техника и новинарскиот кадар на македонската телевизија. Драго ми е што гледаме све Пред да ви млади се луѓе заблагодарам се за учеството во дневникот и за овие убави зборови и за честитките, би сакал за ова живо сведоштво за годините минати пред камерите да ви ја подарам овие две фотографии, всушност направени од бардот на македонското снимателство Ѓоко Поповски Гањо. На неа е Бранка Станковска, со време на првиот дневник во далечната 1964 и би сакал во оваа пригода да им ги покажам и на гледачите. Ева Бранка Станковска. 64-та, Да, не? подготовка односно за време во текот на првиот дневник. Тоа и го видовме на инсертите. Гањо. Нема жал за младост, нема да пеам, меѓутоа многу убаво, многу благодарам. Ме подсетивте на убавите и неубави и убави денови. А уште еднаш ќе кажам, драго ми е што ваков еден состав ќе работи на дневникот и сигурна сум. Посакувам уште нешто, ова прекрасно студио, да може од него да се јавуваат само убави вести, да нема за војни, за убиства, да нема, тоа е невозможно, ама секој има право да посакува нешто убаво, нели? Вие да читате само добри и ве молам македонскиот јазик да ви биде совршен. Тоа е мојата молба. Ке се потрудиме, ви ветувам. Ви благодарам за учеството. Благодарим и ние.
Почнуваме со дневникот на МТВ во Ново Руво. Еве дел од содржините во него. Владата вети голема финансиска инјекција во стопанството. Повратот на ДДВ веќе нема да доцни, ќе се градат патишта и пруги, ќе растат пензиите и платите. Бизнисмените се задоволни од тоа што го слушнаа. Опозицијата бара оставка од министерот за финансии. Трето полувреме на Дарко ново светло на дел од историјата и ги разбуди се ништата од минатото. Софија се заканува со блокирање на македонскиот евроинтегративен пат. Дали по грчкото не очекува ново бугарско вето? Нема вето за подготовка на зимницата. Есента блесна во сиот свој сјај. Метеоролозите предвидуваат топли денови па дожд. Промена на врвот на Фудбалската федерација, нов човек на кормилото на националниот тим. Како да се врати публиката на трибините, а квалитетот на теренот. Ја слушнавте најавата на темите на денот, почитувани гледачи, со вестите почнуваме веднаш. Следете не.